Господине Богоевски, колку нашиот медицински персонал, општата болница кои што во првите борбени редови за справување со овој вирус се подготвени и што се превзема овие денови на овој план? Прво поздрав до сите гледачи на телевизија Сител. Општата болница навремено се спреми за ова ново настаната ситуација. Обезбедени се во доволни количини дезинфекциони средства, обезбедени се во доволни количини заштитни средства за справување со коронавирус. Во инфективното одделение е обезбедена просторија за изолација доколку се утврди дека некој позитивен на коронавирус со 2 кревети. Дополнително имаме и просторија со 8 кревети во случај да има некоја експанзија на заболени од коронавирус, се до нивното транспортирање до соодветните установи кои се предвидени на ниво на држава да тука бидат сместени. Апелираме исто така од Општа болница Прилеп до сите граѓани. Значи, сомнителни лица со некои симптоми за коронавирус, кашлица, температура, прво да се јават на телефонскиот број кој е даен од Центарот за јавно здравје, при што ќе бидат консултирани и дадени соодветни напаствија. Во случај да не можат да добијат линија, тогаш сите лица со покачена температура, со симптоми на кашлица, прво да се јават во инфективното одделение. Нигде на друго место да не одат. Значи, директно во инфективно одделение, кај што докторите, специјалисти, инфектолози, сестрите се обучени за да пристапат на такви пациенти. Како што кажавте, имаме соба за изолација, тука останувате ли? Значи, во таа соба за изолација, ако е сомнителен до добивање на резултат после земањето на бриз, затоа што ние сме спремени од страна на докторите специјалисти и средномедицинскиот персонал кој е со нив, да се земи квалитетно бриз, кој се упатува на клиниката Институтот за јавно здравје во Скопје, каде што се обработува, и ако е позитивен, тогаш останува тука или пак ќе се носи према препораките од повисоките здравствени установи, дали ќе се транспортира, колку време тука ќе остани, ќе добиваме инструкции, а ако е негативен, тогаш си оди во домашни услови. Значи нема да биде лекуван во нашата болница. Друго што сакам да апелирам до сите граѓани да бидат совесни, секакво сознание за враќање од надвор од нашата држава на наши граѓани со подрачја од ризични подрачја, обавезно да се пријават и да останат во самоизолација. Најквалитетна заштита од ширењето на коронавирус ни е избегнување на контакти, посебно на лица кои се можеби носители на коронавирусот.